Здраво на сите, ние сме повторно назад и учиме физика. Сега учиме биологија, вие брзо растете и сега сте веќе седмо оделение. Седмо оделение биологија седмо за оделение седмо. сте и сега ќе учиме за пренос на енергија во синџирите на исхрана и во мрежата на исхрана. На овој час учениците ќе научат за значењето на синџирите за исхрана и за кружењето на материјата во природата и ќе се запознаат со поимите, можеби ги знаете, потрошувачи, произведувачи, разградувачи и на крај мрежи и синџири на исхрана ќе цртаме, односно нацртани ќе ги препознаваме. Еве сега тука имаме еден пример со детето ангел. Детето ангел на за ручек изело храна која што му дала многу енергија. Детето ангел изело ориз и пилешко месо. Ајде, Лука, кажи ни, како пилешкото месо се развило и се спремило и дошло до масата на ангел, а како оризот? Прво, веројатно, би требало да кокошката, пилето да јаде. Односно, пилето јаде, што јаде? Трева или житарки некои, житарки кои што се растенија, кои што растат од сонцето, значи таму се почнува од светлината. Од светлината од сонцето. Па доаѓа до растенијата, па пилето го јаде растенијето, па пилето спремено за ручек. Спремено станува пилешко. Да. Па пилето станува. Некако станува пилешко. Па така ете некако. А оризот? Пилето си станува пилешко, оризот си е растение и доаѓа од истото што го јаде пилето и ангел си јаде растение и пиле. И добива многу енергија, бидејќи сончевата енергија сончевата енергија помага растенијата да растат и да живеат. Одлично. Енергијата му дава способност на ангел да изврши некоја работа, да трча, да се движи и така натаму. Сончевата енергија патува низ синџирот на исхрана во форма на најразлични енергии. Таа во текот на патувањето се намалува. Например, најмногу енергија во килоџули се мери енергијата, имаме во растенијата, а најмалку имаме во последните потрошувачи, еве во конкретно во орелот. Сончевата енергија кај растенијата со процесот на фотосинтеза се претвара во хемиска енергија. Хемиската енергија, ако ние ги изедеме растенијата во телата на животните, може да се претвори уште во други 3 енергии. Нас ни треба топлотна за да си го стоплиме телото, нели кога влегуваме сега ни мера температура. 36,5 мора да биде температурата. Таа ја обезбедуваме од енергијата. Потоа имаме кинетичка. Кинетичката енергија е енергија за движење. Да трчаме, да се движиме. Конјите трчаат, птиците летаат, сето тоа треба енергија, исто така снабдена од храната и на крајот звучната енергија. Ако немаме звучна енергија, не можеме ние да се разбираме денеска на тој принцип со помош на звучната енергија. Јас зборувам, птиците пеат, кучињата лаат и така натаму. Да, понекогаш кога сме уморни, гласот ни делува доста послабо, уморно. Што немаме тогаш? Немаме глас. Немаме глас, немаме звучна енергија. А што немаме? Немаме енергија. Немаме енергија од која ќе си направиме звучна енергија. А дали тоа значи, јас имам многу прашања. Ајде, повели. Дали тоа значи дека доколку јадеме повеќе растенија, мислам повеќе зеленчук и овоше, например, ќе имаме многу повеќе енергија отколку да јадеме, например, постојано некои бургери, меса и такви. Енергијата во храната не е баш така како што ја кажати. Нема повеќе во растенијата. Поголема енергетска вредност има масната храна, месото со мрснотија, а тревата, односно ова што го јадеме зеленчук, овошје, имаат многу помала количина како енергија. Да, и поради тоа овие другите, за разлика од тревата, не држат многу подолго време сити. Така е, и ни даваат многу поголем потенцијал за енергија. Најважно е, енергијата никогаш во природата не се губи. Таа само се претвара од еден во друг вид на енергија. Сета енергија останува на нашата планета со нашите живи организми и тоа се вика одржливо живење на планетата Земја.
Синџерите на исхрана го покажуваат односот на живите организми во природата и пренесувањето на енергијата. Ке ги кажеме на кратко. Првите се произведувачи или продуценти, тука се растенија, алги и некои бактерии. Тие се главни, од нив почнува се, односно најглавно е сонцето. Потрошувачи или консументи ги делиме спрема храната на трево јади, месо јади, се што јади, а спрема тоа кое место во синџерот го земаат ги делиме на примерни, секундарни и терциерни. И на крај разградувачите се тие кои што се враќаат назад или продуценти, бактерии, габи и детритивори. Мора да има стрелки во синџерот за да може да ги следиме како точно одат сите поред животни. Сега, за ова да го разбереме, ќе користиме едни обични примери. Еве, вие сте станале двајцата са бајле, во дневната соба си имате, например, едно кутренце, си чувате и многу цвеќиња, кои што се салонски, некој кактус, тоа се вие во собата. И станувате и ставате во едно тањерче, например, виршлички со лепче. На кого му го давате тањирчето? На кучето. На кучето или на растенијата? На кактусот. На кактусот. А зошто не го давате на кактусот? Заради на кактусот му е потребна вода и му е потребна светлина. Така е, за тој сам да си произведе храна. Сам си создава храна. Тие се продуценти, тие создаваат. Тие создаваат произведувачи. Затоа на нив не им носиме готова храна. Кој е готован? Кучето. На него ќе му однесеме готова храна, но во природата храна која што сепак стигнала од продуцентите. Од продуцентите, да, но во природата ние тука нели си носиме храна со послушавник по дома, но во природата мора да се борат, односно да ловат храна животните и затоа тие како што е кактусот и како што е салонските цвеќиња, тие се спаѓаат во групата на потрошувачи или продуценти кои што со процесот на фотосинтеза сами си прават храна, ние само водичка им доставаме, а ако се надвор во природата и водата природно си доаѓа од дождовите. Обдека се потрошувачите поредени по примерен, секундарен, терциерен и квартерен, односно редоследот. Например, не може да произведувач да биде животно кое што е месојадно. Не се храни со тоа, да. Значи прв мора да биде или тревопасен или да биде сештојад. Па потоа следува до крај самиот синџер. Разградувачите се малку тешки да се разберат, затоа што се многу потребни и многу интересни, доколку тие не постојат, ние ќе бидеме затрупани со ѓубре. Ете така. И сега за ова исто прашање имам. Ако дома Лука, например, излупил компири, има зелка, некои листови, а ти доаѓаш и му викаш, леле, Лука ни почина папагалчета. Компирите, зелката и умреното папагалче ќе ги однесете кај кучето, ќе ги однесете кај растенијата или ќе ги изнесете надвор во градината да ги закопате? Во градината ќе ги закопам. Во градината ќе ги закопаш. Зошто ќе ги закопаш таму? Затоа што дома во мојата саксија, која што го чувам, например, кактусот, нема редуценти. И е многу мал бројот. Многу мало, и дури нема ни место. Така е. А во градината... И тоа ќе засмрди, ќе замирисе, ќе стане ѓубре. Кучето сигурно тоа нема да го изеде. Да. А во градината кога би го ставил, таму има редуценти, црви, габи, кои што сето тоа ѓубре, за не се претвори во ѓубре, ќе го разградат и ќе го вратат повторно во почвата, за повторно од него растенијата да израснат. Како природно ѓубриво. Ти имаш петка во овој час. Супер си го научил часот. Само да ги напоменеме, и во морињата умираат организми. Таму имаме посебни разградувачи, тоа се морските звезди, вака ви изгледаат многу интересни, ползат по дното, но тие баш со тие изумрени организми се хранат. И морската краставица, а додека во почвата можете да, ако копнете малку подолу, да најдете црви, ларви од муви, копнени ракчиња, полжави, сите тие тоа го прават. Значи, кога ние ќе го фрлиме ѓубрето во почвата, органското, кога ќе го закопаме, сите овие се профаги, односно овие тријат раце затоа што ќе си имаат енергија, односно храна, а истовремено ќе си ги снабдат и растенијата. Нели рековме, растенијата користат вода, јаглероден диоксид и сонце. Зошто им се минералните материи кои што овие убаво во нивната кујна ќе им ги спремат и во делот на почвата ќе им ги поддадат? Минералите се важни за растенијата да растат високи, цврсти и да бидат зелени.
За тоа се важни и тие всушност тој дел им го спремаат на растенијата. Вода, сонце, јаглероден диоксид растенијата горе-доле имаат. Минералите или хумусот им ги даваат. Ете така, овие животни можат само, овие живи организми можат само да им ги дадат. Овдека е покажан разградувачот како дел од синџиот на исхрана, тој може насекаде да влезе. Значи може и тревата да изумре, да ја разгради. Да. Можат и инсектите, значи во било кој дел, но тој е всушност го затвара целиот синџир за да може целата енергија на планетата Земја да циркулира и за да имаме само одржливост во природата. Што би се случило доколку абиотички и биотички фактори влијаат и доколку влијае човекот? Абиотички фактор температура. Ова се случува наводно во моментот. Ова што сега како проблем ќе го кажеме. Во дабовата шума на есен многу од пеперутките ќе остават јајца. И тие многу оставаат и преку зима голем дел од јајцата ќе изгинат заради заради ниската температура, суровата клима. Мал дел ќе останат од нив, ќе се развијат гасеници, знаеме дека гасеницата е развојна фаза на пеперутката. Така. Тие ќе се нахранат од нив, ќе настанат пеперутки и тогаш е нормален синџирот. Но ако е температурата во зима многу блага, како што беше оваа зима со многу благи блага температура, во тој случај сите положени јајца ќе се претворат во гасеници. И тогаш добиваме наезда на гасеници кои што ќе ги изедат листовите на дабовите шуми. Гледате, само еден фактор ако се смени во синџирот на исхрана, колку тогаш веднаш се менува се. Да, па ние луѓето потоа прскаме од нив за да можеме да го направиме тој. Но и ние не сме толку добри. Секогаш човекот е единствено живо суштество на планетата кое што влијае врз средината. Да, за жал. Сите животни мора да се прилагодат, а ние влијаеме врз средината и влијаеме на многу негативен начин. Овие се многу познати слики, Марија, можеш ти да ги искоментираш? Па да, најжална за мене е, мислам сите се доста жални, бидејќи не треба да ги сечеме шумите пред се. Човекот кој што подметнува пожари исто така е за карање. Да. Човекот исто што ги загадува водите со тоа што фрла непрекумерно голем број на отпад и не внимава воопшто. И потоа тоа изумираат рибите, човекот не може да плива. Така и риболовот пред се. Тоа енормно вадење на одредена група на риби, всушност едноставно ги оставаме гладни тие кои што се хранале со нив. Така е. Одлично, за ова ти имаш, Петка. Благодарам. Сега одиме да видиме за мрежа. Повеќе синџири на исхрана испреплетени градат мрежа на исхрана. Па затоа природата сама ги изнивелирала работите. Не се храни еленот само со тревата. Тој има и друга алтернатива, пак ќе се нахрани со багремот. Ако тревата човекот ја изгори, првите ќе останат кои што се веднаш до тревата ќе изумрат, скакулецот и малата птица, но сите други ќе си најдат некаква алтернатива за храната за да можат да си го надополнат сето она. Затоа во мрежата на исхрана се гледа дека не се животните само на едно нешто оставени за прехрана, туку тие се наоѓаат своја алтернатива. Мрежите се всушност диаграми во кои што може да се видат сложените врски меѓу животните во овој екосистем. Овој екосистем е шумски, но имаме и морски во јужниот, односно океански во јужниот океан. Погледнете колку е сложена оваа мрежа, фито и зоопланктон имаме и алги. Произведувачи се алгите и фитопланктонот кои што се мали растенија во водата, а се друго се потрошувачи и едни од други си ја земаат енергијата. Например, помалите риби и лигните се храна за китоторка, а еден огромен кит, мислиме дека ние многу нешто јаде, но тој кога ќе отвори устата, му влегуваат помалите риби, а главна храна му е зоо и фитопланктонот. Да. Иако е огромен, со тие мали ракчиња и риби е доволно за да се нахрани. Ова е таа мрежа во Јужниот океан, односно на Антарктикот. Мене сестра ми, помала сестра ми кажа дека планктонот бил најмало животно. Да, планктоните се најмалите животни, невидливи во водата. Во водата. Ете така и овдека можеме само да видиме како доаѓа и како се оди енергијата од нашиот пример. Наредено е во пирамида затоа што тукму и така се намалува енергијата.
произведувачите имаат многу енергија и таа е некаде 100%, до предаторот доаѓа 0,01%. Каде се губи и од каде се враќа? Се губи при ослободување на топлина, може да се изгуби ако попатно некој од учесниците умре, почине и отиде кај разградувачите. Да. И сега, што се случува? Разградувачите ќе ги разградат, односно рециклираат до минерални материи, повторно ќе ги донесат до произведувачите, а сончевата светлина ќе се надокнади за изгубената топлотна енергија во самиот синџир на исхрана, односно во самиот пренос на енергија, и мала една домашна да состава синџир и да ги набројат видовите на енергија, кои видови настануваа од хемиската енергија. Ајде да ги повториме. Настануваше звучната, за движење кинетичка енергија, кинетичката и топлинска енергија, топлинска енергија и звучната. Тие се енергиите кои што настануваат од хемиската енергија која што доаѓа од растенијата. Јас мислам дека добро ги свативме и синџирите и мрежите. Вие двајцата сте оценети и можеме да одиме до другиот час. Да, супер. Дечки, джингл и се гледаме понатаму.